Одржувањето и реконструкцијата на внатрешните инсталации во колективните стамбени згради во Штип не се во надлежност на општината, туку оврска на управителите на зградите. Градоначалникот Иван Јорданов посочи дека општината нема законска можност да врши реконструкција во внатрешноста на приватен имот. Во регистарот на општината тој рече дека има околу 400 колективни стамбени единици, од кои голем дел се постари објекти со застарени внатрешни инсталации. Јорданов најави дека локалната самоуправа ќе им помага на граѓаните и ќе реагира во случаи на евентуални злоупотреби, нелојална конкуренција и нерегулирани цени од страна на управителите. Како локална самоуправа ќе бидеме посредник за сите проблеми кои настануваат во рамки на стамбените згради. Штип е град кој има голем број на стамбени згради, некаде околу 400 колективни стамбени единици имаме во регистарот на територија на општина Штип. Голем дел од овој регистар се постари згради колективни со застарени внатрешни инсталации. Овие застарени внатрешни инсталации за тековно одржување и реконструкција, со оглед на тоа што се приватен имот, се обврска на управителите на овие стамбени згради и општина Штип, ниту јавните комунални претпријатија немаат законска можност да реконструираат во внатрешноста на нечиј приватен имот. Туку имаме надлежност да бидеме посредници помеѓу граѓаните и управителите. Од друга страна, стоиме на располагање како институција да ги заштитиме граѓаните од нелојална конкуренција и од нерегулирани пазарни цени кои тие ги плаќаат кон управителите и приватните компании кои по закон се одржувачи на колективните згради. Јорданов истакна дека тие како општина искомуницирале со регулаторната комисија за домување, која што на следната седница на управен одбор на ЗЕЛС ќе отвори оваа тема. Тој посочи дека граѓаните треба да бидат информирани за своите права и обврски во колективното домување. Искомунициравме веќе со регулаторна комисија за домување, која што на следна седница на управен одбор на ЗЕЛС ќе практично се отвори оваа тема и ова прашање за да се утврди цената која граѓаните ја плаќаат кон приватните управители на колективните згради. Од друга страна, исто така, граѓаните треба да бидат информирани за правата и обврските кои ги имаат во едно колективно домување. Затоа што на дневна основа се случува да имаме причинско-последични работи кои оставаат цели населби без вода или пак ја загрозуваат безбедноста на станарите во рамки на едно колективно домување кое што во 21. век не смее да се дозволи. Општина Штип ќе биде посредник, но исто така ќе биде таа која што ќе ги стимулира овие работи да се надминат. Како што потенцираше штипскиот градоначалник Јорданов, општина Штип ќе биде посредник, но и онаа која што ќе ги стимулира овие работи да се надминат. Дополнително преку јавното комунално претпријатие ќе инвестираат секоја колективна зграда да има посебен вентил и инсталации, за кога ќе има некаков проблем, истиот се изолира од останатите згради и населби.